Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Добар ден, почитувани слушатели. Јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Оваа недела Светската здравствена организација ја прогласи за недела за грижа на старите и изнемоштени лица. Токму и ова е темата на денешното издание на Здравје. Мој гостин во студиото е директорката на единствената установа во Република Македонија за долготрено згрижување, нега и третман, болнички третман на стари и изнемоштени лица, односно болни лица, доктор Ленче Нелоска од Геронтолошкиот завод 13 ноември Скопје. Доктор Нелоска, добар ден и ви благодарам што и оваа емисија на Здравје сте дел и ќе бидеме заедно со нашите слушатели. Добар ден, благодарам за поканата, секогаш е задоволство да се биде ваш гостин овде. Ве одбравме токму вас, бидејќи раководите со единствената институција, повеќе од 10 години сте директор на Геронтолошкиот завод. Околу работата на Геронтолошкиот завод ќе се осврнеме малку подоцна во текот на денешното издание на емисијата Здравје. На почетокот, колку Македонија и се грижи за старите и изнемоштени лица? Па, во овој период, значи скоро 10 години сум директор на Геронтолошки завод од 2007 година, се донесени два клучни документи за старата популација. Значи, едниот документ е стратегија, значи за старење на Република Македонија и другиот документ е стратегија за палијативна грижа во Република Македонија. Значи, владата во овој период ги препозна клучните проблеми демографски, кои што не се само проблем на Македонија, значи тоа е проблем на Западна Европа, Америка, значи на стариот свет, поместување секаде старе, не секаде. Значи стариот светот во Америка и во Европа. Индија, Азија, Африка не старе. Значи поинакви се податоците. Меѓутоа во Европа и во Америка популацијата старе. Трендот на старење на популацијата не ја заобиколува ни Македонија. Значи нашите статистики се буквално еднакви со европските статистики. Сето тоа е резултат на подобрена здравствена грижа за популацијата, што индиректно води до продолжување на животниот век на луѓето. А од друга страна пак се намалува наталитетот. Значи се помалку имаме помалку детни семејства, со што значи тој прираст на население стагнира, опаѓа, а расте за разлика од тоа бројот на постарата популација. Така, за да не го изгубиме старото население, треба да се стави фокус околу грижата и продолжување на животот на оваа популација. Апсолутно. Значи, целта и на Светската здравствена организација не е само да се продолжи животниот век, туку да се продолжи квалитетот на животот во тој продолжен животен век. Природно е со процесот на старење да се појавуваат повеќе здравствени проблеми, кои што најчесто се многукратни. Значи, со старост е карактеристичен и мултиморбидитетот, значи многу ретко се случува да има човек кој што е над 70 години, а да има помалку од 3 болести. И затоа грижата кон оваа популација мора да биде фокусирана, мора да биде специјализирана и мора да биде планирана. Така да заради тоа е многу важно што Македонија веќе ја има направено таа легална рамка, значи овие стратегии за старите и стратегијата за палијативна грижа ја даваат таа легална рамка во која што дава простор понатаму за градење на акциони планови и за градење на инфраструктура, за градење на кадар кој што ќе се грижи за целата оваа популација, така да утре веќе има еден настан на Министерството за здравство и на Светската здравствена организација заеднички, каде што ќе се збори конкретно, значи за целите на Светска здравствена организација за здраво старење на популацијата
во Македонија. Македонија е потписник исто така и на Мадридската декларација од 2002 година на Обединетите нации, со која што како земја се обврзуваме, значи да превземеме општествени активности за оваа популација да биде адекватно згрижена, за да има добар квалитет на живот. Така, каде е Македонија? Вие споменавте вие дека во Европа и Америка старе населението. Каде е Македонија во европскиот просек? Дали и кај нас е исти просекот, например, како во високо развиените европски држави, околу старостано населението? Значи сега последни податоци не можам да ви кажам, меѓутоа тоа е релативно менлива категорија на бројка. Континуирано се движи. Значи Јапонија има просечна старост 80 години. Додека не просечна, односно се извинувам, продолжен животен век. Так, до 80. Додека просечен животен век. Во Европа, во Западна Европа, нели збориме Германија, Англија, Франција, во старите европски, стара Европа. Не новите членки на Европска унија, туку старите членки на Европска унија. Просекот е негдека 78,5 години. Македонија 76,5 тука се движиме. Значи, така, предпоставувам колку повеќе на исток, толку помалку се намалува. Да, затоа што постојат студии веќе и анализи, научни студии спроведени и во тие земји на бивша источна нели Европа, каде што процесот на транзицијата влијаеше на здравјето на популацијата, условите кои што на живот просто во целата таа источна Европа придонесува нели кон колку ќе биде тој просечен животен век, односно квалитетот на живот нели на популацијата во овие земји, затоа се одразува тоа и на просечниот животен век. Она што е исто кај нас како и во Западна Европа и во Америка е дека жените имаат подолг животен век од мажите во просек, така да буквално сме паралелно со овие европски статистики. Така го држиме тој европски чекор, европски просек би се рекло. Каква е состојбата кај вас во заводот? Колку стари лица во моментот се згрижени во геронтолошкиот завод? Па кај нас капацитетите секогаш се полни и имаме нели листи на чекање што се непопуларни. Меѓутоа сте единствена установа. Единствена јавна здравствена установа во Македонија која што пружа нели долготрајна здравствена заштита на лица над 65 години, на стари лица со сериозни здравствени проблеми. Тоа е одделот гериатрија, значи во него имаме 180 кревети. А во одделите Сјурајдер во Скопје и во Битола имаме по 75 кревети и тие се наменети пред се за пациенти со напредната малигна болест или кои што се во терминална фаза на малигна болест, веќе независно од возраста. Значи тоа е одделот за палијатива. Така да вкупно имаме над 350 кревети, болнички кревети во установата. 350. За работата на установата Геронтолошки завод ќе се осврнеме подетално веднаш по рекламниот блок. Ќе одиме со реклами, па ќе се вратиме повторно со разговор во студиото. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Тема на денешното издание на Здравје е старите лица, старењето и третманот, болничкиот третман на оваа категорија на граѓани, а мој гостин во студиото е доктор Ленче Нелоска, директор на јавната здравствена установа Геронтолошки завод 13 ноември Скопје. Доктор Нелоска,
околу статистиката се осврнавме пред рекламите, меѓутоа пред 10 дена одбележавте значаен висок јубилеј, 58 години, Геронтолошки завод 13 ноември во Скопје, установа која толка временски период веќе успешно функционира и како што споменавте и впрочем и фактот е таков дека е единствена ваква установа во јавното здравство во Република Македонија. Каде беше пред 58 години Геронтолошкиот завод, а каде е и сега, имајќи во предвид фактот дека една декада впрочем сте начело на оваа институција? Како и секоја година на 13 ноември, ние со мали прослави обично го одбележуваме нашиот патронат. Го одбележуваме така што секогаш внимание посветувам, значи, на нашите вработени, на целиот персонал и здравствен и технички и административен персонал. Значи, доделуваме јубилејни награди секоја година за, не знам, 10, 20, 30 години на стаж. Секоја година бираме еден работник на годината. Има некоја финансиска мала награда, нели, со тоа стимулација, не е некоја драма тоа, меѓутоа е момент кој што, нели, си посветуваме внимание сами на себе и го одбележуваме нештото што го работиме, годината претходна како била, како поминала, што треба следно да правиме и така. Така да мислам дека тоа е еден убав настан кој што после го споделуваме, нели, со нашите пријатели од секторот здравство, сите кои што нели на некој начин имаат дел од живеењето просто на институцијата. Значи, на нашата институција сме горди од повеќе причини. Значи, прво е единствена јавна здравствена установа за долготраен престој во Македонија, меѓутоа и во регионот нема слично. Значи, со тоа можеме да бидеме горди дека во регионот, па дури и во Западна Европа, установите за долготраен престој и за долготрајно лекување на стари лица не се конкретно вклучени во здравствениот систем и не ги користат бенефициите комплетно на здравствениот систем. Значи, најчесто тоа се институции како геријатриски центри или nursing хоумови, значи домови за стари лица, а во Македонија имаме и домови, нели, за стари лица. Меѓутоа, во Македонија, значи, онаа категорија на лица кои што имаат сериозни здравствени проблеми, се сместуваат во Геронтолошки завод, каде што има 24 часа грижа од доктор специјалист. Така, лекарски надзор. Значи, специјалисти од најразлични области, значи имаме од интерна медицина, од неврологија, психијатрија, физикална терапија. Јас сум дерматолог со уште една колешка. Значи, имаме еден мултидисциплинарен тим кој што е по врвните препораки и на Светската здравствена организација и на сите специјализирани здруженија, значи европски и светски, каде што вниманието кон оваа популација треба да биде мултидисциплинарно, значи меѓу различни специјалности и мултипрофесионално, односно различни професии вклучени. Освен доктори и медицински сестри, физиотерапевти, значи здравствен персонал, кај нас се вклучени социјални работници, психолог, свештеници по потреба. Так. Значи, буквално сите аспекти и сите потреби на кои што можеме да одговориме за нашите пациенти, за да добијат подобар квалитет на живот. Така и за доброто на пациентот. И на пациентот и на неговото семејство, затоа што пациентите во нашата установа најчесто доаѓаат во некоја терминална фаза на болеста, каде што лекувањето е неизвестно, односно скоро и невозможно. Значи, треба да се обезбеди адекватен квалитет на живот на тоа ниво на здравје кое што го има пациентот, со покривање најмногу што се може на сите негови потреби. Така да, почетокот на Геронтолошки завод бил старски дом. Так. Димитар Влахов се викал старскиот дом, бил во Катланово сместен, да со годините на подосна, да кажам, да не ја раскажувам сега целата историја, кој сака може да види на нашата веб страница, е тоа детално напишано, да. Значи, неколку домови се здружуваат и да конечно, она што е најважниот момент е да во 1990 година Геронтолошкиот завод е влезен
во здравствениот систем, односно е трансформиран во здравствена Јавна здравствена установа. Така да тоа е еден бенефит за кој што треба да бидат свесни нашите граѓани, дека надвор од Македонија ваквиот тип на грижа не е здравствена, туку е социјална, евентуално сестринска грижа. Така, значи, интересен лекар е нема фактот 24 кој го часа. споменавте дека сме единствена ваква институција во поширокиот регион, така? Да, во Америка има некои примери вакви, а меѓутоа тоа се апсолутно приватни институции и се многу скапи. Так, кога ги споменавте вработените дека е мултикомплексен третман на еден болен, колку вработени има во моментот јавната здравствена установа Геронтолошки завод? 260 вработени имаме, од кои што 28 се лекари, 80 медицински сестри, околу 50 негователки и се другиот дел. Така, доволно ли е овој број на вработени да одговори на потребите на 180 пациенти болнички кои се третираат? 350. Да. Во... Значи, сега да. 180 беа во гериатрија. Само гериатрија се 180, така. Сега да, значи, многу сум задоволна што еве пред 2 месеци добивме согласност од Министерството за здравство и добивме 40 негователки. И сега имаме апсолутно персонал, значи да се покријат сите аспекти за овој капацитет кој што го имаме. Така. Значи имаме оптимален број на персонал. Бидејќи подолго време ја следам работата на Геронтолошкиот завод, имавте и фази на реконструкција, реновирање, бидејќи споменавте дека од поодамна веќе сте во тие простори. Што се е направено изминатиот период, еве, откако сте на чело на оваа институција? Значи, зградата гериатрија е изградена 1980 година негде. Одлична зграда, одлична конструкција по сите стандарди, меѓутоа јас кога дојдов во 2007 година беше во една руинирана состојба што беше белек еден за сите здравствени установи во Македонија. Односно одраз на нашата негрижа во смисла на одржување на тоа што веќе го имаме. Така што денеска Геронтолошки завод има веќе сосема поинаков лик. Так. Значи ние влеговме во планот за реконструкција на здравствени установи на владата и во 2011 година значи се започна со реконструкцијата околу 800-900 евра, значи негдека беа инвестирани, со тоа што беа реновирани комплетно 4 ката за пациентите, болнички простор, значи, и комплетно нашата кујна и магазинските простори. Значи, каде што веќе имаме еден многу висок квалитет на сместување на нашите пациенти. Она што ние сами како институција, значи, можеме исто така да се пофалиме дека за овој период се инвестирани над 700.000 евра од сопствени инвестиции, значи зборам, на тој начин што нели обезбедувавме донации од најразлични видови, се заштедуваше од нашите средства, па ги инвестиравме таму каде што ни беа потребни во смисла на опрема, на се она што е потребно за работата на институцијата. Се отворија амбулантите во меѓувреме, кои што за прв пат нели на таа територија се отворени и сега веќе работат од 2009 година наваму и имаме околу 15.000 пациенти годишно, значи поминуваат низ нашите амбуланти. Да, зборуваме за пациенти од тој регион на Скопје, но и од цело Скопје, исклучувајќи ги оние кои се хоспитализирани пациенти, така? Да, значи годишно имаме околу 2000 хоспитализации, околу 2000 пациенти биваат хоспитализирани во болничките делови на установата. А во амбулантите поминуваат над 15.000 пациенти, претежно се од Скопје, меѓутоа имаме и од цела Македонија. Кои специјалности ги имате во амбулантите кои ги споменавте? Значи доминантна е интерната медицина, со тоа што имаме нели и ехо прегледи, ехо денови за ехо на стомакот, на бубрежен систем, на срце, на каротиди, доплер на периферни крвни садови, имаме ендокринолошки кабинет, односно диабетолошки кабинет кој што е врзан во мрежата на Да, апсолутно во мрежата на Министерството и
на ендокринологија. Имаме дерматолошки кабинет, психијатриска, невролошка, психолог исто така кој што работи со пациенти, физикалната терапија е исто така отворена кон надвор, во 2 смени работат физиотерапевтите. Сега купивме нови апарати, се зајакна значи тој капацитет на апарати кој што е потребен за физикалната терапија. Центарот за декубити е нешто кое што функционира од 2011 година. Имаме екипа која што оди на терен во посета, во домашна посета, значи на пациентите. Значи дел од семејствата не сакаат да сместуваат нели во институција, се грижат дома за своите блиски. И ние даваме целата стручна помош која што им е потребна, нели од тој аспект. Имаме уште една екипа за палијативна грижа која што дома посетува и дава терапија на пациенти со малигна болест. Сега тоа е еден дел кој што треба да се зајакнува, да кажам, тој број на тимови кој што е потребен. Бидејќи се зголемува бројот на пациенти и потребите потребите растат, така да тука е нешто кај што треба да се фокусираме во следниот период. Ќе одиме со уште една кратка пауза за реклами и повторно ќе се вратиме со разговор во студиото на тема Геронтолошки завод 13 ноември Скопје. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Денешен мој соговорник со големо задоволство мој овде во студиото е со мене доктор Ленче Нелоска, директор на јавната здравствена установа Геронтолошки завод 13 ноември Скопје. Доктор Нелоска, пред рекламите, пред музичката пауза ги споменавте и специјалистичките кабинети и сите специјалности со кој е проширена установата со која раководите. Како функционираат специјалистичките кабинети од аспект како пациентите може да добијат здравствена услуга во овие кабинети? Ги споменавте интерна медицина, дерматолошкиот кабинет, ехо прегледите и така натаму. Како и сите јавни здравствени установи, ние сме дел од системот Мој термин. Так. Значи, секој пациент преку својот матичен лекар може да закаже преглед за оние услуги кои што ние ги даваме. И тоа се движи, мислам, најнормално од почетокот на Мој термин како е почнато да функционира до ден денеска. Сме дел од тоа и најголем дел од популацијата го знае овој момент. Доколку нели, ако побараат услуга од нас, па ќе се слушнеме со колегите од примарна, ќе се изорганизира тоа, значи не е проблем. Така да секој кој што сака да биде прегледан во нашата установа може апсолутно да побара нели матичниот лекар или по име да побара некој од докторите кои што даваат најразлични услуги што работат кај нас, или пак по специјалност, значи ако се побара Геронтолошки завод и определена специјалност се добива термин кога може да дојде на преглед пациентот. Тоа е многу поедноставно за граѓаните во Скопје кои живеат во тој дел на градот. Ѓорче Петров. Па да, секако претежно нашите пациенти се од територија на општина Ѓорче Петров и Сарај. Меѓутоа имаме пациенти од цел град, како што кажав, и од цела Македонија. Така, тука и физикалната медицина со новите апаратури, како има ли интерес? Има апсолутно интерес, така да сега е добро што минатата година добивме вработување и за физиотерапевти, се работат во 2 смени. Така да буквално цел ден може да се прави физикална терапија. Сега проблем е, знаете, како и сите физикални терапии воопшто, кај нас во моментов, кај лекарот преглед воопшто не е проблем да се направи, ќе се прегледа, меѓутоа термините за физикална терапија и тука има чекање. Малце мора да има чекање, затоа што нели 5 до 10 дена физикална терапија, понекогаш и 15 ако има потреба, зависно нели значи како е. Дневно може 10 пациенти. Не, поминуваат дневно преку 50 пациенти имаме. Кај лекарот може 10 упати да упати во етекот на еден ден, на 15 дена додека да се изредат. Нашиот физијатар, значи 2 до 3 дена евентуално во работната недела има термини, затоа што другите денови е на оделение со пациентите кои што се во стационарот. Так.
затоа што апсолутно и на нив име пред се. Наша примарна грижа се пациентите кои што се хоспитализирани. Болни. Значи и капацитетот на физикалната терапија е толков да не можеме повеќе пациенти да примиме, иначе би било многу долго чекањето, а не би било ефикасно. Така, доктор Неловска, ме интересира сегментот, споменавте листи на чекање и во оделот за гериатрија, односно Сјурайдер и гериатрија. Колкави се тие листи, еве, колку време се чека и како пациентите може, доколку имаат потреба, доколку имаат некој нивни близок, како може да добијат хоспитализација на болниот во установата во која раководите вие? Значи, во Сјурайдер нема листа на чекање, односно ние чекаме пациентите да дојдат. Тие се запишуваат, се ставаат на листа за да ги планираме. Тоа зборуваме за пациенти со малигни заболувања во терминална фаза, така? Така, значи пациентите кои што се со малигна болест многу ретко се случува, значи да има ден, два, три евентуално да биде толку полно за да не можат да дојдат. Инаку најчесто ние ги чекаме, нив тие се на листа па се договараме, нели, кога ќе дојде, кога има потреба, оди нашата екипа дома кај пациентот. Така да сето тоа се договара со пациентот и со семејството кога е подготвен да дојде кај нас. Значи за Сјурайдер, за пациенти со малигна патологија реално не чекаат. Така. Она што чекаат се пациенти со хронично прогресивни болести и со деменци. Так. Со хронично прогресивните и не е толку долго тоа чекање, меѓутоа деменциите се категорија која што најдолго чека, уште повеќе нели се тоа се значи 3 листи. Так, малигни, так. хронични и деменци. Меѓутоа поделете тоа уште еднаш на мажи и на жени, значи 6 листи имаме реално на чекање, зависно нели на какво место ќе се ослободи, машко или женско, или на кој оддел е, па како може, не може да влезе пациент. Пациентите сега на листата на чекање е задолжително ставањето, затоа што поинаку нема да можеме да се движиме, нема да може да имаме пред себе нели што е сето тоа што треба да го планираме, кога да го очекуваме да дојде, на кој оддел нели би имале место за сместување. Инсистираме на преглед на пациентот, значи доколку е во состојба пациентот да дојде да го прегледаме и да го ставиме на некоја од тие листи за која што е, доколку е за хоспитализација, доколку не е, кажуваме дека не е за хоспитализација. Така, прегледот се уврши кај вас во установата. Да, во нашите амбуланти. Доколку е пациентот неподвижен, вашите колеги одлучуваат. Да. Доколку е пациентот неподвижен, не може да се донесе, тогаш нашите екипи можат да појдат нели кај пациентот дома, или пак семејството доаѓа со медицинската документација, со најнова, последна медицинска документација која што има врска со пациентот, не конзилијарно мислење, специјалистички извештај е доволен. Така, да има дијагнозата, да видиме во каква состојба е пациентот, за кој оддел да го планираме. Значи ние сме болница и ги разбираме, значи моментите на тешкоти на семејствата, меѓутоа одлуката за хоспитализација сепак е на лекарот, затоа што понекогаш има состојби каде што на пример, не знам, еве да кажам, рани фази на деменција, кои што се проблематични за семејството, меѓутоа не е за сместување кај нас. Значи нашите капацитети се неопходни за пациенти со тешки здравствени состојби. Не е коректно некого да сместите со почетна фаза, да чека некој кој е во поодмината фаза и кој е на пример во потешка, каде што е невозможно дома да се грижи за некој кај што е неопходна медицинска грижа. Значи, она каде што не е неопходна медицинска грижа, просто не е наша грижа. Значи, тоа е грижа на друг сегмент на општеството. Така, да се надеваме дека ќе дојде до проширување на капацитетите и изградба на нови, бидејќи навистина е неопходно, споменавме на почетокот од емисијата дека и во Македонија населението старее, а со тоа се и болестите. Па, она што е чекор придвижување напред е исто така, значи, одлуката на влада да дава нели субвенции за градење на старски домови и нели јавно-приватно партнерство во тој сектор. Така да се тука подава рака на приватниот сектор кој што може да се вклучи во овој бизнис, да кажам, кој што е во светот многу развиен. Но народот си е навикнат на јавно здравство. Не, зборам за оваа категорија со почетни деменции. Значи тие реално не се за болница сместување. Тие се буквално за сместување по старски домови каде што ќе имаат работен терапевт евентуално со нив. Така и добри услови имаат приватните. Апсолутно. Значи затоа е потребно
друго нешто е потребно сега кај нас да се направи, треба да се направи категоризација на тие пациенти и пошто веќе има лиценцирани домови за стари, да се направи и категоризација меѓу нив кој за која категорија на лица би можеле да се грижат и кој за каде. Кој за каде и конечно кај нас да дојдат само оние кои што се за 24 часовна медицинска грижа. Во потешка форма на состојба, под комплицирана состојба. Апсолутно. Значи, ние не сме старски дом за да грижиме некој кој што е во со или семејството не може да се грижи за него, бидејќи често пати има и такви случаи да има големи теми околу тоа, нели? Така да не навлегуваме. Основно е значи пациентите кои што се наша грижа се оние на кои што им е потребна 24 часовна медицинска грижа. Так. Не грижа, само туку медицинска грижа. Лекарски надзор постојан. Значи, она кој што му е потребна 24 часа грижа може да биде и во дом. Болест. Так. Доктор Неловска, на самиот крај ме интересира до каде почна и Македонија процес на акредитација на јавните здравствени установи, имплементирање на меѓународни стандарди во болниците, тоа околу и за пациентите и за вработените, но и за самата установа. Каде е геронтолошкиот завод во оваа постапка? Веќе се прават ли планови за акредитација на болницата? Ние сме веќе во финалето на процесот на подготовка за акредитација. Значи до крајот на ноември ги комплетираме процедурите со сите докази и ќе ги предадеме во Агенцијата за акредитација и после тоа ќе чекаме во декември да дојде комисијата да помине и да види дали ги исполнуваме условите и дали ќе ја добиеме таа акредитација. Во што искрено не се сомневам дека ќе ја добиеме затоа што е одлично сработена и таа е всушност одраз на она што ние го работиме. Значи акредитацијата не е некаква невозможна мисија или не знам колку многу комплициран процес. Значи тоа е просто ставање на хартија она кое што ние секојдневно го работиме и да биде потсетување чекор по чекор за да не се направи случајно некаква грешка во тој процес на работење. Така што вработените се вклучени, јас морам посебно да се заблагодарам на неколку од колегите на работа, кои што значи тоа е долготраен, макотрпен процес. Макотрпна работа, значи да и синхронизирате и да соберете, приберете мислења од 250 вработени во различни сектори, да се направат сите тие процедури поединечно, да се обезбедат доволно докази, сето тоа да биде убаво спакувано, коректно лингвистички напишано, нели, и да се предаде. Она што сум посебно горда е тоа што ова го постигнавме за рекордно кратко време. Значи помалку од една година. Така што се надевам дека нели до крајот на оваа година и ќе го завршиме тој процес на акредитација и ќе бидеме акредитирана здравствена установа. Зашто ќе ве информираме, ќе ве поканиме. Така, ќе ни биде задоволство да присуствуваме, бидејќи навистина работите со голем ентузијазам, со многу љубов пред се, бидејќи се грижите за таква категорија на граѓани на кои им е неопходна грижа и љубов. Значи, основен момент е што сме добар тим. Значи, една ластовичка не прави пролет. Она што е карактеристика за геронтолошки завод е дека персоналот што работи таму има многу емпатија, што е многу важна работа и за пациентите и за семејствата, да се помине низ еден тежок период на живот на секој од овие пациенти наши и за нивните семејства, доколку нели големата приказна, големата слика ја гледаме заедно сите, тогаш можеме да бидеме секогаш поефикасни во остварување на она што се нашите цели. Така, не ви посакувам многу работа, бидејќи е неблагодарно работата со која работите, но ви посакувам успех кај сите пациенти кои баре малку да ги усреќите нивните семејства и впрочем и самите пациенти. Нашата парола е да се добие квалитет на живот, а не да се продолжи животот. Така да тоа е. Ви се надеваме дека ќе биде и така, бидејќи до сега работите по таа парола. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време и за корисните информации споделени со нашите слушатели на Здравје. Благодарам за поканата. Почитувани, одиме со уште една кратка пауза за реклама и повторно ќе се вратиме со одјава и на самиот крај на емисијата Здравје. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот.
на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие следевте емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Мој гостин и соговорник овде во студиото во денешното издание на Здравје беше доктор Ленче Нелоска, директор на јавната здравствена установа Геронтолошки завод 13 ноември Скопје. Имавте можност да слушнете околу работата на самата установа, која е единствена од ваков тип и која згрижува болни и изнемоштени лица во долготраен период. Ги слушнавте идните планови на оваа здравствена установа, но секако и за специјалистичките кабинети со кои располага Геронтолошкиот завод 13 ноември во Скопје. Тука и самиот крај на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев. Техничка реализација Дине Вучков и Далибор Зафировски. Денеска сме вторник, 22 ноември 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со мене во Здравје наредниот вторник со почеток во 11 часот. До слушање и имајте убав ден. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје.